Најпрво ви благодарам за можноста да може да поразговараме околу оваа важна тема за самите наши сограѓани и сите жители од Тиквешијата. Точно месец мај се смета за месец за подигање на свеста околу превенција од карцином на мочниот меур. Карциномот на мочниот меур представува едно од најчестите заболувања, малигни заболувања на урогениталниот тракт и се јавува почесто, 2 пати почесто се јавува кај мажите за разлика од жените. Најчесто се појавува околу 65-та и над 65-та годишна возраст, но имаме случаи и кај помлади пациенти. Од досегашните истражувања за етиолошките фактори, односно за причината за создавање на овој карцином на мочен меур, значи како најчеста причина, односно кај пациентите кои што се заболени од овој тип на карцином, како најчеста причина се спомнува пушењето. Односно 90% од диагностицираните пациенти се пушачи. Тука конкретно, значи она кое што го создава карциномот на мочниот меур е бета-нафтиламинот, кој што представува метаболит на самиот никотин. Околу 15 до 35% пациентите заболуваат од карцином на мочен меур, кои што се професионално изложени на хемиски супстанции, односно на оние кои што работат во кожна индустрија со гума, со нафта. Додека останатите 15% припаѓаат на оние кои што имаат хронични уринарни инфекции, нетретирана калкулоза. Затоа е многу важно самите пациенти после 45-та, 50-та година да прават чести прегледи, односно ехо на уринарниот тракт за евентуално рано откривање на некакви промени во самиот урогенитален тракт. Како симптоми кои што се јавуваат кај овие пациенти, најчест симптом и она со кое што најчесто доаѓаат пациентите овде е таа безболна хематурија, односно јавување на крв во урината. На жалост, ова заболување исто така може да биде и асимптоматско, значи да нема никакви симптоми. Додека кај оние во поодминати стадиуми, односно во понапредна фаза на самиот карцином, може да се јави болка супрапубично, тоа значи болка во долниот дел на стомак, лумбална болка, така да горе-долу се овие симптоми кои што пациентите, односно самите луѓе треба да ги забележат и навремено да се јават на соодветен лекар за да имаме навремена диагностика, а со тоа и лекување. Што покажува статистиката, колку овој карцином може да се лекува, доколку е навреме третман? Така. Значи ние имаме една ТНМ класификација која што ја викаме, стадиум на болеста. Кај оние навремено откриени, диагностицирани карциноми на мочен меур, 10 годишното преживување достига и до 98% кај самите пациенти. Така што ако има 10 годишно преживување, веќе сметаме дека карциномот е излечен, односно правилно и навремено диагностициран и излекуван. Така да околу делот на диагностиката, нешто сакам да спомнам, значи овој тип на карцином се диагностицира врз основ на неколку диагностички процедури, нормално тука се лабораториските наоди, каде што се јавува таа макрохематурија, значи видлива со голо око, крв во урина, исто така микроскопски испитана лабораториски, имаме цитолошка анализа и исто така се изработува туморски антиген на мочен меур, односно bladder tumor антиген ние го викаме. Како исто така важна и доста корисна диагностичка процедура е ултрасонографијата, ехо на уринарниот тракт, каде што на самото ехо може да се види таа туморозна промена во самиот мочен меур и како златен стандард кој што го работиме и тука во нашата здравствена установа е цистоскопијата. Односно влегување по природен пат преку мочниот канал во самиот мочен меур и со камера ја гледаме слузницата и дефинираме дали има некакви ендолуминални маси, дали има било какви промени. Тука се компјутерската урографија, магнетната резонанса, така да тоа се тие исследувања кои што треба да се направат при појавата на тие првични симптоми кои што ги кажав претходно. Значи, во Кавадаречката болница диагностицирањето може да се врши. Точно, како диагностицирањето, така и самото лекување на карциномот на мочен меур, кој што опфаќа кај овие навремено диагностицирани оперативен третман, значи кај тие први стадиуми од болеста,
преминуваме на оперативен третман, односно ендоскопска трансуретрална ресекција на туморот на мочниот меур. Оперативен зафат кој што веќе изминатите 2 години интензивно го работиме во нашата здравствена установа. Тоа значи нема резови надворешни, се влегува преку самиот мочен канал и се ресецира комплет туморозното ткиво, се праќа на патолошка анализа и понатаму постоперативно се оди на нареден третман, односно лекување. Кај тие кои што имаат поодмината фаза, односно понапреден стадиум на карциномот, се прави парцијална ресекција на мочниот меур, односно отстранување на дел од мочниот меур, и кај оние пациенти кај што е потребно имаме отстранување комплетно, односно радикална цистектомија, се отстранува целиот мочен меур. Оно што е најважно, значи пациентите редовно да се јавуваат на лекарски преглед кога забележуваат и најмала промена во однос на овој проблем. Точно како што кажав, од 45-та, од 50-та година, значи треба да се прават редовно тие ехо прегледи, за да навремено, ако се најдат некакви промени, да можеме навремено да реагираме. Постоперативно исто така имаме третмани кои што следуваат кај оние пациенти каде што карциномот е локализиран на првите слоеви на мочниот меур. Значи тука преминуваме со апликација интравезикална, значи во самиот мочен меур се аплицира БСЖ вакцина. Тоа е атенуирана микобактерија, значи бактерија со намалено дејство, се со цел да формира едно локално воспаление во мочниот меур, со тоа што создава фиброзно ткиво на самата слузница и го намалува процентот од нови рецидиви, односно од нови појави, затоа што карциномот на мочниот меур знае често да рецидивира, односно да се повторува. И многу се битни тие постоперативни контроли кои што ги правиме на 3 месеци, па на 6 месеци во наредните 5 години. Ви благодарам. Ви благодарам и вас.